Драги мои, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на местото каде што звездите отвораат душа. Знаете веќе, и они од естрадата, и они од политиката, они од шоу-бизнисот, од светот на модата, од сите можни профили. А денес во ништо лично имаме една вистинска, јас би нарекол алтернативна звезда. Алтернативна заради тоа што стана ултра популарна без ниту една своја песна. Стана една од дамите кои најмногу заработуваат на естрадата, без да има ниту спот, ниту пак снимено видеозапис, ама затоа со текот на времето дојде време да го има и едното и другото, и тоа не само еднаш. За незината кариера, за сите растежи и падови, за патот од еден во друг град, во преселбата во македонската престолнина, за тезгите, за колегите, за естрадата, за односот со луѓето со кои работи, соработува, со кои се дружи, за приватниот живот помалку и за сето останато што ќе сака да отвори душа, а секој од вас, верувам дека со задоволство и трпение ќе сака да ја слуша. Денес ја имаме веројатно најпознатата битолчанка во последниве години или последно време, ако сакате. Марија Луиса Тодоровска во ништо лично. Добар ден и добре ни дојде. Добар ден. Најдов. Не беше Добар тешко, домаќин си. Драго ми е дека е така. Не беше тешко човек да те договори, ама прво што ми падна на памет да прашам од каде тоа Луиса, зошто го додаде во името? Марија Луиза е добро да речеме позната кралица, така ли беше царица? Да. Заради тоа ли се чувствуваш како естрадна кралица предата кралица? Па да, се чувствувам јас како кралица, Добро, сега, али нели сум единствена во Македонија со најдобро уметничко име. Ама зошто Луиса, а не Луиза? Па Знаеш, во тоа македонскиот има изедначување. Да, тоа з многу ми смета. И кога ќе се видам по реклами Луиза подпишана, значи страшно многу ме нервира. Луиса ми е некако така по... Кој ти го даде? Само си го даде прекарал? Сама и тоа се... Кога почна да пееш или веќе имаше почнато да пееш? Веќе имав почнато да пеам и бев на турнеја во Италија. Така? И на враќање се враќаме со колешка. Имам колешка од Бугарија. И другарка, не само колешка. И као, мора да бидеш по нешто препознатлива. Викам ме показва обаче. Да. И па викам, па мора да смислиме некој интересно уметничко име, да не сум Марија Тодоровска, мислам Марија има многу Марии. Така. Неле. И викам, и она почна ми објаснува да ми раскажува за Марија Луиза. Викам, малце ми звучи тоа з грозно, викам, а да бидам Луиса така малце ми мава на, не знам, шпански нешто. Некако тој стил. Марија Луиса. Викам, од денес сум Марија Луиса. И така остана. Да, така останав. Добро. Али тешко беше со години. Сега, пример, никој не ме вика, многу ретко некој да ме викне Марија, чак и моите дома, као Луиса. Али тешко беше додека се навикнат луѓето Марија Луиса. На почетокот беше потешко. Добро, луѓето овие по прекарите ги памтат, знаеш како е. Сега да. Сега Луиса ме викат, и мајка ми некогаш. Луиса. Ке дојде до мајка ти, имам ја и за мајка ти многу нешта. Разбрав ја. Прашав по комшии. Прашали по комшии, добро. Прашав по тие битолските, не овие скопските. Овие не ги знам. Спомена во најавата дека си естраден феномен, без ниту една песна, дојде до ситуација да заработуваш повеќе од овие што имаат по грст песни, спотови, албуми. Да, и каква е таа магија кога треба да му се земе бакшиш на клиентот, на гостинот, како сакаш кажи? Што треба да поседуваш? Еве сите пеат. Сите имаат и предница и задница, ама сите не па добро, можеби не влечат из бакшиш. Гледај сега, луѓето пред се, за жал, кај нас во Македонија ја гледаат музиката, не ја слушаат. Па дека во Бугарија поинаку или во Србија? Па не знам како е во Бугарија и во Србија. Генерално така е во регионот. Многу лошо што музиката веќе се гледа, не се слуша. За некои е па многу добро, за тие пример што не знаат да пеат. Јас за себе мислам дека знам да пеам. Добро, знаеш и да изгледаш пошто. Знам и да изгледам, да. Луѓето доаѓаат на мој настап за да ме видат. Пред се да ме видат како ќе бидам облечена, пошто за секој викенд пример јас. Или колку ќе бидеш соблечена. Или колку ќе бидам соблечена нормално. Мислам за облечена да не коментираме, вака прв пат ми се дешава да бидам пристојна. Секогаш сум непристојна. Тама реков по жартиери ќе дојде, ама видиш. Не. До чизми. По емисии идам културна. Културна и фина, да. И по ресторани. Така, по диска одам разоблечена. Добро, и?
Доаѓа да те видат таква како Да, што да ме си. видат, пример, као, ајде ки идеме на Марија Луиса, не да ја слушнеме, да ја видиме. И да видиме како ќе биде облечена вечерва. За секој викенд јас имам некоја нова креација. Јас не сум од тие пеачки кои ќе стави некакво фустанче, штихлите, ќе се поднашминка и тоа е тоа. Не сакам да изгледам како луѓето кои се во локалот, девојките кои се во локалот. Добро, за на сцена секогаш мора да постои Тоа е, естрадна да, гардероба. да, тоа е моето претпоставувам. мислење. Мислам дека треба да бидам поразлична од другите. Уникатно Со се тоа, ради. со тоа привлекувам. Така. Сега за бакшишот како го вадам со моето пење и Но тоа најчесто кај машките, а не кај девојките. Обично Па, девојките и- го гледаат имиджот, а мажите гледаат нешто друго. да, али еве пример пред 2 недели ми се деси ситуација, маж и жена дојде не у локалот од странство некаде, не знам, мислам дека од Америка бе. И жената ми вика, значи оди кај мажот ми и не го жали сите пари да му ги земеш шофера. Сакам да ги поздравам во овој момент. Има и жени, да, али ретки се. Така, му ги земам. Да. Мислам стандард. Поделивте ли со жената? Со женава не. Добро. Сега, ја знам дека не е само до изгледот, и други знаат провокативно да се облечат. Мора да Има ли имаш таа некоја енергија. Финта, некоја магија има ли? Мора да Како имаш таа го- енергија, не знам. Го гледаш во очи, го тераш да те гледа во очи или две педи под очи или како, не знам. Па, јас секогаш кога пеам... Играњето, мешањето. Не знам да играм, двете нозе ми се леви. За играње не ме бива никако. Брат ми каже Се кога треба... требаше да го заведеш гостинот. Значи као дечко, Па, кога да, момче, кога да. заведуваш. Да, секогаш заведувам. Флиртуваш ли со Да. дека пееш, Али разбира, не, на нас. заведувам ако ми е онака, ако гледам дека е помлад и симпатичен. Така. Ако не, гледам да, значи од душа тогаш му пеам и тука парите ги земам на таа фора, леле колку добро пееш. Си имам некои фори за секој. Ако загризе овој помладиот, поубавиот, па и после свирка, И после свирка веќе ме болат нозе, раце, грло, глава, све ме боли, не те друже. боли ништо другиот ден. Не, све ме боли така да. Како После се свирка обезбедувањето мене се директно дома. Значи, Не се дружам после свирка. Не се дружам со својата публика сега. Не се дружам со својата публика, да. Добро. Како се случи една битолчанка да заврши во Скопје? Ја знам дека со години пееше и мислам дека сум бил на твои свирки, дали по Император или не знам кој веќе локал по битола беше. Како се случи да решиш да се прешаташ во Скопје? Види, пред Смислено тоа- или не, никогаш не сум мислела Скопје воопшто не го сакав како град. Кога и да дојдев тука ми овие беше сите скопјани у покушај не го сакаат Скопје. не, јас не ни покушавам да бидам скопјанка. Не го сакав и не сакав да живеам тука. Баш на другарка ми викав, јас у Скопје да живеам, нема шанси. И цело време бев по Европа, по Струмица многу години работев и по Кочане, Кавадарци исто. Затоа ти се допаѓаат струмичани најмногу. Да, Струмица, ја обожавам Струмица, омилен град ми. И случајно испадна да пеам Скопје, па иде следен викенд пак, и си викам, зашто јас да не живеам во Скопје, некако све ми е поблиску, во сите градови во кои работам ми се поблиску од Битола. И така останав. Па зависи се. И после тоа почнав по Скопје и сега работам само по Скопје. Сега па многу ретко ме натраш во друг град додам да пеам. Некако ми е потешко со луѓето од друг град. Добро, мора да се навратам на она што те направи кај пошироката јавност познат. Не е музиката, тоа е она нестрикно домашно или какво веќе видео да е кое Па мислам дека нема потреба да зборуваме за работи кои биле пред 10 години. Не ми е мене тема видеото, него ми е тема прашањето ми е сосема друга насока. Мора го споменам него за да те прашам дали е тоа така. Ако не беше тоа, мислиш ли дека ова ниво на популарност Ке немаше имав да ти поголемо дојде? ниво на популарност и Или помало ниво на Не, популарност? поголемо ниво на популарност и поголемо поштовање од луѓето. Да речеме... Немаше да бидам толку оцрнет. Да речеме, за, не знам, Северина велат, дури дека и намерно си го пуштила клипот, за да стане тоа што подосна станала. Али луѓето само велат. Луѓето се само за зборување. Да, ма факт е дека тоа и се случи кај незе. Па, може би, види, никогаш не можеш да знаеш како ми е сега во моите чизми. Да ти ги дам, може би тебе ќе те стегаат. Така. Се согласувам со. Така да, ќе имав
на подруг начин ќе ме гледаат луѓето. Сега не дека немам поштовање или не знам. Добро, Сега моите веќе жени секогаш ги гледаат сега со веќе важни избледено да се тоа. поинаки, знаеш. Веќе избледено тоа. Пора на пример ми беше потешко. Али мислам дека имав поголема кариера. Види, како да ти кажам, и да го имало и да го немало, ќе те гледале, мажите гледаат со убава жена со други очи отколку Ти благодарам на комплиментот. молам, само бев искрен. Океј, познате се и по некои други работи. Една од ретките која социјалните мрежи не ги користи за инфлуенсерство, ги користи за собствена забава. Да, Така јас можам се да забавувам на социјалните мрежи. Никогаш до сега не сум направила реклама, не сум заработила од реклама и искрено не ми е тоа во план. Или пример да рекламирам, не знам, кладилници, коцкарници, такви работи. Така. Такво нешто никогаш нема да се види на мојот профил. Немаш слабост на пороци? Против тоа сум многу. Многу сум против Имаш ли тоа. порок? Имам. Кога сме веќе Мојот најнов порок, мојата Да, песна. Тоа ќе го видиме сега помалку и ќе поразговараме за тоа, едно парче ќе видиме, ама кога сме веќе кај пороците, кај личи сем насловот на песната, што сметаш дека ти е личен порок? Па ето пример, ако не пушам е цигари. комарот и коцката, да речеме, не знам. Пушам цигари, не пијам алкохол. Така. Пијам алкохол еднаш во годината, али квалитетно. Да, квалитетно на ќе си спијанам до 7 колено да избркам фамилијата и толку. И тоа е за цела година да се памти. Равно до дна што Да. е веќе. А да седнам вака и да пијам секој ден, да пиунскам, не знам да пијам. Цигари? Цигари пушам и то страстен пушеш сум. Овие стандардните или овие нови? Слимс. Не, мислам електронски. Не пушам електронски. Некој знам така. Мирисот да ме залажи, али не сум љубител. Јас овие што пушат електронски викаат тоа е као играње со вибратор, а не со вистински маша, поразлично го вкусот, не знам. Стварно, мора да пробам. Баш да ја видам разликата измеѓу вибраторот и цигара или и електронската цигара. Баш ми е драго дека е таа. Ке дојдеме до таа тема, ама сега кога го спомнавме порокот, сакам да го видиме прилогот, па ќе го прокоментираме заедно. Ајде. Откако Марија Луиса Тодоровска свати дека и по втората песна Порок историјата и се повторува, пеачката реши да сврти нова страница. Кон секого ќе се однесува онака кој како заслужува. Стана некронисана фолк кралица на бакшишот, без ниту една снимена песна во кариерата, ама откако ја сними првата свати кој се околу неа би сакал да и падне круната. Вака некако може да се опише реакцијата на битолската фолкерка со скопска адреса на престој, Марија Луиса Тодоровска, која, откако го издаде своето музичко првенче, песната и видеоспотот насловени Печат во срцето, се покаја, ама не се откажа. Се покаја, зашто тоа и покаже дека многумина со љубомора и завис гледаат на незината прва радост, која толку долго Марија чекаше. Вистинските пријатели и пријателки потврлија, колегите премолчаа, а очигледно само малкумина тогаш и честитаа на Марија за првата песна во кариерата, кои очигледно може да се избројат на една рака. Но Марија тоа не ја поколеба и не се откажа, надевајќи се дека веќе со втората авторска песна работата ќе биде многу полесна. Беше што беше, првите мачиња во вода се фрлаат, вели една стара поговорка, па сега новата песна ќе блесне, а со неја и пеачката во очите на колегите и ќе ја засени конкуренцијата, а пријателките и пријателите, или барем оние што за такви се декларираат, ќе свршат од радост. Арно, ама имено, непосредно пред Нова година, пеачката ја издаде и својата втора авторска песна насловена Порок. Зависно од тугите емоции и во љубовта и во работата, Марија Луиса се потруди песната да ја отслика и со сексиљав видеоспот, со кој требаше уште повеќе да го засили впечатокот кај сомничавите. Дури и најавата беше ултра провокативна и повеќе од бомбастична, арно ама повторно се соочи со штама. По се изгледа Марија Луиса Тодоровска, историјата и се повторува и тоа за кусо време. Песната излезе со се видеото, ама повторно сите што на Марија Луиса и се прават блиски, не беа баш престрекни. Поучена од искуството после првенчето, по незината музичка втора мајка на хејтерите реши да им
расплаче мајка. Со тоа што одлучи да го смени однесувањето кон сите, онака кој како заслужил, кој ја поддржал за песната, ке ја има и незината поддршка, кој не, може да се фати за дршка. Изгледа многу вина за дршка се фатија, или не? Па, ако така викаш, Не викам, прашувам. не знам. Кажи ми, очигледно има кај тебе незадоволство, горчина. Веројатно си очекувал од блиски луѓе да добиеш, не знам, поддршка. Од блиски поговори, луѓе- зборови, или колеги, не знам. Како реагира колегите, кој те разочара најмногу? Од блиски луѓе, мислам блиските луѓе нормално тука се покрај мене и ме поддржа. Од колегите со кои работам со нив, исто и они. Али, Зборам колеги, зборам генерално. генерално на колеги, пример, никој не ме поддржа. ти- Не мене. Јас гледам што се дешава и со другите колеги и колешки кога ќе извадат нешто. Немаме ние поддршка меѓу нас. Зова некоја инфекција меѓу вас, не знам. Па очигледно нешто се дешава, значи јас пример не знам некоја колешка сега да извади песна прва или како и да е, небитно. Ке честитам, ке пишам, ке звонам, ке ја да, па нормално дека сум го направила. И нормално дека очекувам да ми биде возвратено. Арно. А и мене тука тоа ме разочара, што колешките уствари не ме разочара, него си покаже уствари колку се љубоморни. Колку не можат да се носат со мене. Тоа значи сега не одговараш веќе на пораки, Не, на никој. Не. И веќе колешка да менјам негде, пример да ми се јави, знаеш вечерва не можам да идам во тој локал, ми се деси тоа и тоа, дали ќе можеш да ме замениш? Никогаш. Колешка веќе нема смена. Ниту една. Да, јавно кажувам ниту една. Добро, ама претпоставам дека ај вака да те прашам, ти што ти се блиски велиш ти дадо поддршка. Што е за тебе поддршка? Ако некој Поддршка каква и да е песната те тапша, те подчукнува по рамето и вика браво Марија, Не. песнава, или е поддршка ти каже види Марија, оке песнава, ама во незе не ми се допаѓа, не знам, тоа и тоа, Па да, има- текстот, како си испеала, не знам, видеот, да има луѓе кои ми кажале Тоа ли е кои за тебе вистинска кои поддршка? моменти не им се свиѓаат, Па, али да. за мене, пример, тоа е во приватниот живот, ајде да кажем. А вака за песна, за мене е поддршка да ја сподели таа песна, да влези на каналот, да ја шерни, да не знам, да мани субскрайб, значи мене тоа ми значи, мене ми требаат прегледи. Така, меѓу другото, така. Мене ми требаат прегледи реално. Така. Тоа е поддршката, мислам, на еден пејач. А не да извади некоја пејачка од Србија некоја песна или кавер шо и да е, ќе се потепа цела Македонија да ја сподели. И добро, и кога сме кај ги спомнавме српските пејачки, еве ја имам прилика да соработувам со нив на ваков или таков начин као и со дел од вас македонските. Кажи ми, зашто тие овде која сакаат, како сакаат и колку сакаат доаѓаат, и тоа не само оние врвните, туку дури оние подпросечните Да. клубовите и кафеаните, а ние не можеме Табановце да го поминеме. Кај е проблемот? Па очигледно проблемот е во нас. Ние Во така, нас е сигурно. ние така сме дозволиле. Мене, пример, имам колешки од Србија кои ме поддржале, овие нашите не ме поддржале. А не е само до колешките, веројатно ако не можеш да пееш и ти во Србија, има некој проблем или во Србија или во нас самите. Па јас мислам дека во нас самите, али не дека не сум пеела, имам многу повеќе имам ајде да кажам, тие колешки ми се другарки и приватно од Србија кои ме викаат на свирки во Србија, него ли овие кај нас? Може не си им конкуренција таму, а овие те чувствуваат поинаку. Па има гледаш, на тоа не сум размислила. Имаш право, да. Да, тоа ќе си го врзам у крвче. Види, знаеш како, колешка, те сакам се додека не ми пречиш или не ме загрозуваш. Ајде. А зошто мене никој не ми пречи? Зошто мене никој не ме загрозува? Јас не осеќам конкуренција од ниту една колешка. Секој од нас има некаква звезда. Добро, Сите ние сме родени со некаква звезда.
Сега, кај мене Господ кога давал, едва и прекинал да дава, тоа не е до мене. Мислам, не сум јас крива за тоа. Што мислиш, повеќе се љубоморни на изгледот или На све, на целата кариера. заработката или На цела кариера. Од кај се појави оваа од Битола, преку ноќ станат звезда во Скопје. Мислам, не во Скопје, ајде и цела Македонија реално ме знае. Али во Скопје сум најбарана пејачка. Добро, нека е така. Љубоморни се апсолутно на целиот мој живот. Нека црква од душпаните, како пееше Гавазова. Па, да. Да, Гавазова има добри песни така, посветени за колегите и за колешките. Да? Не знаев ја дека за нив се, па мислам нешто пат. Па јас ќе кажам дека се за нив. Добро, така, нека ти биде. Ги спомнавме социјалните мрежи и сега неретко на нив, покрај тоа што Марија Луиза знае да се забава, знае и да се шегува и тоа неретко на собствена сметка, ама и на сметка на овие што ти се блиски. Другарките, мајка ти ја споменавме. Баба ми обавезно. Добро, баба ти. Знаеш, бев јас лично воодушевен кога видов овој жена у тие години колку е не само витална, туку е и чешита и вака, како да кажам, има разбирање за хумор, ова да. што се случува денес, за како да ти кажам, живеела можеби во некое друго време, ама има разбирање за ова време, модерно ова. Добро, баба ми ние ја направивме да биде модерна. Така Иначе ли? тоа е жената која јас Ја шминкаше, облекуваше, ја правеше. Тоа е жената која јас највеќе на светот ја сакам. Премногу сум врзана за неа. Така научи да пееш. Не ме научи она да пеам. Секогаш сакала да пее. Ама видов ја на социјални мрежи да не учила да пушиш. Да. Ете. И она ме научи кафе да пијам. Опа. Да, она првото кафе баба ми го сварила. Многу ја сакам таа жена. Добро, логично, нормално. Не е нормално. Таа љубов која имам јас према неа не е нормална. Добро, затоа ја ашкаш мајка ти секоја можна прилика. Секоја, Види, знаеш да мислам, не е тоа злонамерно, ама тоа е како да кажам. Луѓето ме гледаат дотерана, средена, набина, арогантна, за некој арогантна, за некој окејлик, али на Инстаграм, пример на социјалните мрежи, ја ставам сториња од приватниот живот. Сакам да ме запознаат каква е Марија. Другата страна Да, каква е Марија? Веќе Луиса ја знаат сите дека е арогантна, полугола секогаш, не знам, се расправа со сите и не знам такви некои работи, али сакам да запознаат каква е Марија приватно, со блиските. Добро, ама За тоа се тие видеа. Не ќота ки седеш од мајка ти гледам ја. Тоа сигурно, али И тоа ќе осамне на социјални некој клипче по социјални мрежи. Ќе биде цело време ја закачаш жената. Па така интересно ми е, сакам да ја забавувам. А та тебе не ти прави ништо такви Не. сплетки. Не. Ама и со другарките не е поразлично. Сега недела ќе сидам за Битола, пак ќе ја закачам нешто. Опа, ова е Ќе смислам, ќе смислам нешто. Мама, спреми го сукалото, се вика тоа. Кажи ми, и со другарките не е поразлично. Стално ги менуваш другарките, можам да... Еден период си со една блиска по социјални мрежи. Не ги менувам? Па да те подсетам. Ајде. Едно време беше со девојката која беше во реално шоу Задруга. Да. Па ние не сме скарани. Ама ништо скараме, јас нема од твојот живот на социјални мрежи. Не од мојот живот, али она се појавила скроз младата господица Димитров, како се вика? Димитриев Тамара, да. Димитриев Тамара, да. Со не сум се уште, само што она сега многу работи преку ден. Јас преку ден спијам, јас навечер работам, она спие и некако не се погаѓаме, само во недела се гледаме. Моменти за ашкање нема. Да, само во недела се гледаме. Така ли? Да. Иначе не ги менјам другарките. Не реков ги менуваш на социјални мрежи ги нема, реков. Еднаш ти има со едни, па сега ти има со други. Сега ќе најдам некоја нова, поинтересна, да. Добро, е многу работат. Овие работат, веќе почнаа многу да работат. Не само луѓето, гледам дека по социјални мрежи нешто може да се види дека си љубител на домашни миленичињи, на необични, ако можам да... Ајде, куче, маче, сега имаме и нов милени, како се тоа, бишонче, шо е? Да, сега имам, требаше да ја земам, ама не знаев
Дали ќе ми дозволите во студио? Зашо не ти дозволи? Па, мислам дека немаше да биде снимена емисијата, пошто Ние ниту сме- ниту еден кабел немаше да остане. Пет френдли сме ние, немој така. Ја имам дома такво слично, да не речам исто. Све живо диво гризи. И растат заби за тоа. Не знам, само не сакам да остане таква. И растат заби, внимај на мебелото ти, Многу на гризе. чевлите и на све друго. Многу Се гризи. што ќе најде гризе, Да, ја имам неја сега, битола го имам Лео, мопс. да го видовме и тој. Тој е вака по фраер, малку по Да, сексуален тип. Он Тој е сака таков мрзелив. да заврши у кревет со гвездарицата, видов? Не, он само да спие. Дај му да јади и да спие, Толку? ништо друго. Само Да. за спиење му е Само тоа? толку му е. Толку му е него. Има, Не му доаѓаат други нагони. не му доаѓаат, нема. Добре. Не знам зошто. А ова е женка сега? Ова е женка, да, бишонот, а Лео е машко. Па рано ќе почне женката, да ти кажам. Не знам, не ги мешам заедно. Имав чував папагал и тој нешто беше недобар. Што имав друго? Зајак имав. А што имаше зајак, него коза. да те подсетам дека бараше јаре и ти донесоа јаре. Да. И како мислеше дека ти усред Скопје коза ќе чуваш. Зошто а не? Ама јас ја чував. Ама и прасен се повараат. Е, тоа не најдов. И за козата мислев дека нема да Па не порасте. најдео ти ги завршија за нова година потопезиве. За козата мислев дека нема да порасте, дека ќе остане така мала, али кога ми кажа дека е земена од планина, не знам од некое село и дека Ќе стане дека јарец. ќе расти, да. Да, и плюс тоа машко беше. Викам, јеби ga мора да ја вратам кај мајка е. По намештајте се, качуваше по мебелот, по Па маса. ма она цело време беше на креветот. Страфи беше да иде по ламинат. И се лизгаа нозете, да, и цело време беше на креветот само. Добро. Али забавно. Со тебе ли спијат тие домашните животни? Да, Опа. да. Да помисли некој Кој што сака нека мисли, немам веќе оперирана сум од тие работи. од туѓи мислења? Да, од туѓи мислења Марија сум Луиса е оперирана. оперирана од туѓи мислења. Да. Ова е новиот. Не ме глас. интересираат воопшто. Добро, сепак со луѓето мора да И не ги прифаќам. мора да Не живееш прифаќам туѓи совети, туѓи коментари, само комплименти. Ако имаш нешто убаво да ми кажеш, ќе го прифатам. Ако немаш, не ми збори. Не прифаќам. Нели мислиш дека туѓите коментари може да ти користни, полезни? Ништо не ми користи. Значи, не Ама не прифаќам. злонамерни. Само комплимент. Не. Само комплимент прифаќам. Види, знаеш како велат, неволјата некош насмеана доаѓа. Тој што ќе ти подели комплимент може има и задни намери. Па, тоа си е негово. Немам јас ништо со тоа. Па да не се соочиш, па да имаш, затоа Знам како да се одбранам. Веќе со текот на годините научив како да се бранам од луѓето кои сакаат да ми наштетат, од колеги кои сакаат да ме заебат на некој начин, дали било Да со те работа, наместат. да ме наместат, да. Веќе знам како да се бранам. А на почетокот не знаев, бев премногу млада, неискусна, неискварена, се си искварено. па сега во работата да, многу. Што значи искварено? Па искварена сум, Да се знам, искварено. знам како да се извадам во такви ситуации, пример кога ќе сака некој колешка или колега да ме намести за Тоа нешто, искуство пред повеќе, не е пред да ме намести јас ќе го наместам. Не опростувам. Да? Не опростувам. Нема Мислам дека Бог е да опростува, јас памтам. втора шанса за прв печаток кај тебе Не, нема. не. Внимавам како се однесувам во емисија. Па би требало. Океј. Ако сме веќе кај релациите и односите со колегите и со воопшто естрадата не се само колегите, има и други кои коментираат, ама некако не остануваш ти цело време имуна, знаеш да возвратиш и преку Да, социјални мрежи. Обавезно. Посебно кога вака пример понеделник, вторник и веќе немаше да правам, а тие дена не искачам од дома, не работам. Тие дена сум дома и досадата, значи мора наоѓам да читам коментари, да видам луѓето со што се занимаваат и мора малце да Што да се тебе поз- допира или генерално на било која тема? Не дека мене ме допира. Коментари за мене. Така? Само тоа читам, не ме интересира пример сега. Кој Не што знам. мисли за не знам кој. Да. Да. Гледам луѓето за мене и мора малце да ги боцнам да се позанимавам со нив. Да им дам малце простор. Ќе дојдеме до коментарите, ама пред коментарите ќе видиме нешто, ама има и не само коментари, туку има и разни додворувачи со како се вика тоа, со непристојни предлози. Да, има и можност такви. Да Да. подпрочитаме.
Само нема Играш јавно. ли играта или како? Само нема јавно да објавуваш. Не, тоа не. Мислам, оста јас што објавувам, Не, да не не. види птенапла. Не, кажи ми ти мене, играш ли играта до крај, па на крај мука или веднаш го Не, случи? веднаш, не. Не играм Не игри. ти е интересно да се... Не. Не сум веќе дете, на 32 години сум. Тие не се сите деца, не ми се игра. Помлади се некои. Обично Али- се, како велат, се палат на постари тетки, условно се, ако се тие 15. Па, ако ме 16 гледаш како тетка, тогаш... Не, јас тие. За овие малолетните. Ако личам на тетка, во ред. Никако за мене си девојчица. Не, онма ги сечам, не играм игри. И видов И дека век- и некој ги објави. Да, некој ако веќе се правим многу безобразни, објавувам, да. Јас сум, затоа ти викам, јас сум многу побезобразна. По-порно, понуди не. Побезобразна сум Не, бе, од немам луѓето. видено. Морам да се напијам. Морам ја да се напијам, да ти кажам, ама се суши грло кој имаш вака маркантна особа, кажи тебе уште Го треба многу да зборуваш. и многу да зборуваш со незе. А замисли, Океј. јас не сум човек кој сака да зборува. Ти се како со молчење не би да се М, со Тешка, поглед менуваш енергија. тешка сум На мура. за разговор, да. Да, Како тешко ми се тешко вадат. си за разговор. Не знам денес. Доаѓаш ситуација да некој ти се допаѓа или не знам, ти му се допаѓаш, сега природно и нормално е по запознавање дека мора да Да, тогаш како комуницирам. поинаку ќе менувате енергија, додека Тогаш- не дојде до поинаков начин. Тогаш на енергија. комуницирам нормално, мислам, не дека јас немам теми на разговор, дека не знам да разговарам, дека или дека не сакам да разговарам. Добро, не затоа Вака што- јавно, јавно сум тешка за За по емисии, за по... да, за Да, поемисии подкасти. тешка сум за разговор. Па, зошто тешка бе, не ми даш Не знам. тешка. Многу луѓе ми го коментираат тоа. Па, Дека треба бидам позборлеста, не само да покачена па, не знам што не само да пред тоа по емисиите ми беше ќе ме праша некој нешто, Да, давам не. конкретен одговор, толку од мене. Сега ајде малце пробувам да сум И поопуштена. тоа е искуство, ама не, види, подкастот е форма која е неформална форма, не сме на телевизијата, може би треба да се повеќе внимава на подкастот, велат се е дозволено. Да, треба биде опуштено, реално. Генерално и повеќе е дозволено отколку што е било каде дозволено, се разбери има црвена линија. Некој гледам као зошто има такви подкасти да слушаат децата такви работи, па не му давај на детето твое да слуша такви работи. Не му дозволувај. Ако веќе не сакаш детето ти слуша. Тебе као дете, што ти беше забрането, што дозволено? Мене како дете све ми беше забрането. Како бе се? Све ми беше забрането. Значи имав премногу строга мајка и премногу строго ме држеше. Ама пак јас бев лудо дете. Мајка ми секогаш вика, ти требаше да бидеш машко, имам двајца браќа постари од мене. Ти требаше да бидеш машко. Јас двајца синови израснав, не видов мака колку што видов со тебе. Абе види, знаеш Бев како? луда девојка. Се уште си предпоставувам, ама. Со Тоа ова ми со од баба ми, тоа ми од баба ми. Ово е со Лудоста. искуство. Тогаш попала. Може да те праша вака едно, иако е ништо лично, верувам дека е лично, ама не го сватиш дека е лично. Па може би ќе го намерено. сватам така, да ако мислиш дека ќе го сватам лично и Персонално? ќе тргне на лошо, нема ни да ме прашаш. Не гледам зашто би тргнало лошо. Не, сега те прашам, постојано ја потенцираш, па и покажуваш мајка ти, а другиот родител не. Татко ми е починат пред 5 години. Така? Да. Тоа е тоа. Ова е, да речеме, ексклузива за мене. Да, Нигде не си го кажал. не сум го кажала тоа. А и тоа ми е идејата, гостите мои во емисија да кажат барем 2-3 работи што никаде не ги кажале. Што... Па не знам дали, мислам дека и никој не ме прашал. А добро. Беше многу добар човек. Апропо ова палавоста и забрането и едно друго, веројатно мајка ти беше таа што построго ве држеше отколку тој, така ли? Па и он не држеше строго, али пак ќе ти кажам, лудоста сум ја наследила од баба ми. Татко Така, ми беше ова- таков ова пристоен, жена што ја нормален гледаме човек. од Да, таа, да. Нормален човек, мислам господин, цел живот со работа во канцеларија и такви. Не беше таков опуштен, многу беше постигнат. Тоа веројатно браќата го наследили. Да, браќа ми, да, тоа имат.
ти кажав нешто дека ќе погледнеме и сега сакам да го погледнеме апропо она пинг-понгот со овие кои сакаат да те споменуваат или барем да споменуваат работи кои тебе те допираат. Може ли? Ајде. Не знам, ајде. Марија Луиса и се сосна на Агнеса. Пресмешно. Треба да се запрашаш дали е се во ред со тебе. Во една своја изјава за најгледаниот естраден ТВ магазин Backstage за едни познатата македонска трендсетерка, за други инфлуенсерка, а за трети само старлета Агнеса Органџијава објаснуваше зошто е популарна иако не е естрадна личност. Патем посочи дека според неа естрадата кај нас не постои, нема ниту добро облечена жена, нема самоуверена, нема со харизма, нема жена со звезда, нити сум пеачка, ниту актерка, ама сум популарна. Каде и да се појавам, луѓето ме гледаат како појава, кажа меѓу другото Русокосата, која деновиве во едно друго гостување, во еден така наречен Real Cast дополни: жените го сакаат тоа што го имам, јас на мене, мажите што не можат да бидат со мене, алудирајќи на хејтерите на социјалните мрежи. Ова како да го запали фитилот кај многу други дами од јавниот живот, но онаа чиј фитил испадна дека е некако најкраток и прв се запали, е македонската фолк пеачка Марија Луиса Тодоровска. Очигледно, самоувереноста или самобендисаноста, зависи кој како ја толкува изјавата на Агнеса, а најмногу подценувањето на професијата која живот изначи на Марија Луиса, најмногу ја зажеже атрактивната битолчанка која реши експресно да и возврати. Додуша не вербално, туку написмено, ама затоа подеднакво отровно и убиствено, и тоа преку социјалните мрежи. Така пеачката во своите Инстаграм приказни најпрвин споделила парче од видео изјавата на Агнеса, над која напишала пресмешно, додавајќи грста емотикони кои плачат од смеење. Веднаш потоа Марија Луиса Тодоровска со рафална средба од тешки збори почнала да решета: кога ќе застанеш да плукаш и коментираш дека не постои естрада кај нас, треба да се запрашаш дали е се во ред со тебе. Колку е подло да се дрзнеш и да плукаш некој кој го жртвува животот, некој кој поминал мал милион непроспиени ноќи, некој кој за секој празник е далеко од своето семејство, некој кој дава неброени пари за гардероба за секој настап за да биде различен, за коса и професионална шминка, за опрема вредна колку таа цела и нејзина кола. Многу ме интересира што за неја значи добро стилизирана жена. Патем, не дека ме погоди оваа нејзина изјава, би била навредена ако каже компетентна личност на темава. Погодена или не, возврати Марија. Погодена или не знам, ама знам дека коментират и оние кои не се дел од естрадата, иако не знам како Агнеса јас да прокоментирам што е по професија. Не знам. Не е естрадна личност. Не знам, тоа треба да... Зашто се фати баш за нејза? Па затоа што она не се фати за мене она. Генерално ја коментира естрадата. Да, она генерално си кажа нејзино мислење, ајде, така да речам јас. Зашто ти се најде во тие? Може Па затоа што сум јас естрада. Па не можеш да не мисли на мене. Јас сум естрада. Може би не мислела на сите, или Па можеле да се огради. Тогаш јас ако не мислам за некој нешто, јас мислам дека Антонио е тоа и тоа и тоа, не е од естрадата. Ќе кажам за кој мислам. Ќе потенцирам. Значи, Нема да кажам генерално цела естрада, немаме убави жени. Како во Македонија нема убави жени? Како нема? нема облечени, нема. Има многу убави жени. Нема. И тоа природно убави жени. Да не го заборавиме тој момент. Добро, се разбира. Природата е едно, а естетската надградба друго. Тоа е друго. Али што да коментирам што луѓе кои не се дел од естрадата. Добро. А јас А се познати. Естетската надградба. Што има на себе ставено Марија Луиса и зошто? Па устата. Филер гледам дека. Да, Тоа што филер. се гледа. Тоа што не се гледа се насетува или барем на овие фотосесиите може да се подзирне. Предпоставам дека и тоа го има. Па тоа само филер имам во устата и имам гради ставено.
Тоа беше мојот недостаток. Сметаше дека жените со мали гради не се Не, заместава. не сметав дека е тоа, него јас Со бев, други зборови. значи, даска. Добро, даска. И Знаеш како велат? што и да ставев на мене, ништо не ми стоеше. Ништо. Знам луѓе И- кои велат дека ајде да бидам подкастен, нели? Цицки само на бебињата им требаат, овие другите. Не знам на кој им треба, али мене ми треба лично за мене за така да бидам еден пакет кога ќе ставам некој фустан, на битолски ја кажам. Да не може да се закопчава. Како ме гледат, како ме гледат од позади камере. Тоа битолчаните. Да, пошто искоментира не е халина, него е фустан. Кога ќе ставам некој фустан да ми стои. И пак јас, значи, сум ставила гради кои се прикладни на мене. Не ставив јас некои огромни, гледајте, јас имам силикони на мене. Сакав лично за мене да биде тоа. И Кој да све ставиш до тебе големи изгледа со тоа дека како се вели имаш. со тоа дека нозете ми се чечкалици, така Не, ли? не мислев на тоа, нозете ти се сосема солидни. Мислев дека манекенска става, тоа сакав да кажам. Цело време ме коментираат тоа дека сум премногу слаба. Па може да ставиш уште некој килце да бидам искрен. Али тоа е, Малка нева, подобро да те луо. пак ќе ти кажам, тоа е твое мислење, значи прифаќам само комплименти. За комплименти зборам. Не го прифаќам како комплимент. Не? Не. Мислам дека сум совршена. Види, соврши. Па нели совршените мери се 90, 60, 90. Тоа си? Јас сум 90-58 ми е Добро, строкот. Па за тоа, за тие 2 Значи кога ќе видиш јас сум пресовршена. За тие 2 сантима ја мислев. Не. Ти знаеш колку се значени 2 сантима? Не. У ширина, у дужина, што го дај. Не ме интересира, не се разбирам во сантими, не ме интересира тоа. И, значи, јас ги имам совршените мери така да нема потреба се здебелам. Може и да сум едно тие 2 сантими во висина. Штикли имата високи. Има штикли да, ама друго е кога ќе се шеташ низ дома по чорапи да видиш повисоко 2 сантими. Да си се бендисаш по битолски шика, Да. бендисваш сам себе. Да. Да си видиш 2 сантими повисоко. Добро, сега ги допрев и овие еротските фотосесии. Прилично морам да признам од време на време, знаеш да ја возбудиш јавноста со такви некакви фотографии кои се послободни. Ти ја хранили суетата тоа или сакаш да ја подгреш атмосферата? Па, нели се ова е шоу бизнис? Така да, добро. Јас И за Анета Љумаковска е шоу бизнис. добро, секој си има начин на Пример ја земав сега да не битолчанка дека. Да, секој си знае како мислика треба да функционира на естрадата. Значи Анета е реално, морам да кажам дека она е жена која јас највеќе сакам да ја слушам. Од цела, значи од кај нас, од македонските пејачи, нејзиниот глас ми се свиѓа и Цаки Кисми. Толку. Добро, вокално е. Не дека нема други добри. Не дека е па само Македонија. Али- Јас сум ја гледал и на овие емисиите, регионалните шоуа, па и таму ги фрли ги Да, засеме сите значи останати со кои она ги е слушаш. за мене најдобриот глас во Македонија. Сега она сватила дека треба така да со глас. И жената пее, немам збор. Добро, не ја коментираме не за сега. А, Да видиме да, што да. тебе дали тебе ти ја храни суетата тоа Не дека ми ја храни суетата, него или јас на другите сакаш јас да гледам како функционираат, пример, не знам, како функционира естрадата по Србија, по Бугарија, гледам по Америка исто, да се соблече на, не знам, Ријана, Дженифер Бејонсе. Лопес, Ријана или која и да е, никој ништо нема да каже за незините, да искоментира. Ама се соблече Луиса, цела Македонија веќе на крв ја гледа. Сме Балкан, не сме Америка, тоа е разликата. Да, Овде али- традиционалните вредности некако. Кои традиционални вредности? Ако е за традиционални вредности, тогаш зашто ние по рестораните нас ни е забрането да пееме македонска музика? Па не ви е забрането, може да пееш. Па, во што принцип сакате. ни е забрането. Што значи газдите не Па, даваат не инсистираат? само газдите, него ти кога ќе почнеш да пееш македонска песна, луѓето, сега, зошто? Ако веќе ни се вредни традиционалните вредности и не знам што таму. А зашто почна фолк да пееш, а не забавна поп, рок, не знам. Па, не само фолк, пеам све. Не дека не, ама... Сега моментално пеам све, али не знам.
Таму се парите. Во Така. турбофолкот се парите. Тоа сакав да го слушам. Не сум тип кој, пример, ајде, да бидам поп-пеачка, да бидам платена хонорарно и да треба да стојам на некаква бина, да испеам 2 сати и да си одам. Не сум тој тип. Сакам да ја допрам публиката, сакам да се смешам со И тие луѓето. сакаат тебе, ама... Не, тоа знам. Сакам да бидам меѓу нив, да бидам тука константно со луѓето. А, Не сакам да бидам недопирлива, пример да ме гледаат и да ми мафтаат од доле као. голем Мо- концерт, да. на универзитет, не, сала, не знам. Не, сакам да симнам Борис меѓу нив, Трайков. сакам да бидам до нив. Верувам, ако ја правиш голем концерт, сцената или не знам, ќе би на партера, сите околу. Не, тебе. ќе бидам, ако правам пример да се деси таква работа, би правила концерт и бината, како бина, али би имало некој дел кој пола сат би го ишетала, би шетала низ народот, меѓу сите луѓе. Добро. И тоа има своја убавина, своја драж. Таму Би бакшиш прошетала. нема, ама има Не за да се има нешто друго. не за да земам бакшиш, него така да Бакшишите во да, скапата влезница. да ги почувствувам луѓето. Кога сме кај чувствата, сакаат веројатно и тие тебе да те почувствуваат, си размислувала ли кога веќе подразголени фотосесии таму, за отварање на многу пеачки го има. Тоа па и некој во Македонија, во светот многу, зборувам за светот, и некој во регионот, а и во Македонија собствена OnlyFans страница за возрасти, што вела. Сум размислувала и понудено ми е Тоа многу. носи многу пари, или барем Да, доволно сум пари, а не одзема не знам каков ангажман нема. Ако е веќе еротска фотосесија, бар да не е за џабе, за гратис. сум слушнала, али немам време ја за тие работи. Па велиш дома Мислам, преку не дека недела. немам време нешто. Не ми има толку удрено у глава дека сакам. Веројатно кога ќе се смали бакшишот од Веројатно, можеби. И ако би отворила OnlyFans, тоа би било рекламирање на стопала. стопало. Да. Фетишти со стопало. Не дека ми се мене фетиш, него гледам на многу машка популација им е фетиш стопала. Добро. А што е твојот? А јас имам совршени стопала, така да Верувам. Тоа би- Чизми не се гледа, ама сум видел по социјални мрежи тоа имало прилика. така да тоа би било доста добра заработка. Верувам дека е така. Што е фетишот на Марија Луис? Тоа нема да го открив. Абе, нема, прашувам сега за Тоша и за... Што е фетишот, прашувам? Не откривам. Стопала. Знаеш дека мора да има нешто... Коле- нешто и кај тебе. Колената. Нешто и кај тебе дека ти се допаѓа, за да им се допаѓа и на други. Колената, се шалам. Добро, каков маж треба да биде за да те освои? Преоѓаме на последната фаза од морето. Оние, како се вели, Треба биде ружен. почувствителните теми. Треба биде ружен маж. Како бе, грд? Па, така ми викаат другарки дека имам фетиш на ружни мажи. Јас кој да кажам дека ми се свиѓа, они ми викаат Сите ти биле грди до сега во животот. очигледно не знам. Како бе, не? За мене не се, али другарките ми викаат дека имам фетиш на ружни мажи. Може немаат вкус, бе, другарка. Или чуден вкус има. Можда Или ти не имаш знам. чуден Да, има нешто, ама не знам до што е. Што? Мене, пример, ми се валјда убави. Не, види сега, тоа е субјективно е, како да кажам, за вкусовите не се разговара. Ама ајде да кажеме како може да тоа освои, не знам, карактерно како да биде. Не, Некои сакаат мускулести, некои гледај сега, сакаат реално- слаби, високи, некои сакаат физичкиот изглед, ама реално не може да тоа освои тој са карактерно. Не сум Нормално јас треба да го карактерно. видам прво. така е, добро. Ништо да ми се свиѓа кај тој човек. За Што може е тоа што знае не цек знам, да ти направи? не знам, енергијата да му ја почувствувам. И после тоа веќе се доближувам до него, мора да го помирисам, да му го Да? осетам, да, мирисот. На кожата, не парфемот, значи парфемите не ме интересираат, мирисот на кожата. И одам така и душкам. А ти колку трињата,
Тие така се наоѓаат меѓу себе со душкање. Да, душка ми. Ова Ако ти веќе чување домашни миленици, веројатно купена финта. ако веќе ми се свиѓа мирисот на кожата, може да отвориме некаква тема на разговор. Тоа значи се мирисат, некој мириса чисто, некој мириса на аутомеханичар, не знам, некој испотено, некој... Па, Да, имаш и таков фетиш некој. не, немам таков фетиш, не, значи имам фетиш на пречисто. Така. Јас сум многу принципиелна жена, живчана жена. Не дека сум многу педантна, живчана сум многу. И сакам да ми е све под конец. Дома наредени ти се сите алишта, плакар, Да, така. Да. Ништо не е расфрло. Ништо. Кога некој што ги знам. Не, мора, значи, пример чешмата која е така, не може да е така, мора да биде право затворена. Ке ти посочам после емисија еден филм, ама тоа не завршува баш добро кај Да, другата ме нервираат страна. такви работи. Мислам дека и веќе премногу сум сама, откако почнав да живеам сама и сум се навикнала на тоа. Ама кога ќе почнеш да живееш со некого, А, дали имаш проблеми после? Да, мислам дека би имала проблем. Затоа можеби се уште не можам да се осудам да живеам со некого. Затоа првен го земав сега куќето да видам како она ќе помине. Да видам со која кучка може да живее. Па после да видам дали ќе можам да живеам со некого. Си подготвен на компромис? Само ако ми попуштат. Тоа е 50%. Тоа знаеш како? Па, Ја сакам не. она неќе, тоа е 50%. Не, тоа не е кога компромис. сакам јас би се трудела, да. Да, Би се трудела, да. Добро, не ми кажа. Пак не ти кажав кој тип на мажи ми се свиѓа. Да. Па ете тоа, мора значи енергијата негова да ме привлече, па мирисот, па после да почнем тема на разговор. Ако е глупав маж, А може да е убав. нема везе, колку сака нека е убав. Тој убавиот ќе треба да го носам со мене и да му кажам седи, ќути, биди убав, ништо друго. Толку, Сувенир да ти биде. толку. Не сакам глупави мажи. Као ташничка. Не сакам глупави мажи, не сакам да нема... Значи не сака убави, не сака глупави, добро? Да видиме до трета мајка. Мора да имам тема на разговор. Разговорот мене многу ми значи во една врска. Добро, се ме страда, веројатно. Не други теми. За естрада збориме... Тоа е работа. Да, за работа збориме кога ќе си дојдам од работа. Да, и толку. Али мора да има други теми. Мора да има тема на разговор. Мора да се разбира од многу работи. Да има знаење, да не биде глупав. Тоа. Значи интелективно. Да. И да знае како се понаша со луѓето, со конобарите, не знам, мора да биде културен премногу и откачен. Некои велат дека креветот најмногу врзува. Ако ти Па, се погоди сексот, Мислам дека не. Не дека не врзува, ајде ќе кажем 50-50. Али а се дојдовме на 50-50 исто. да, али гледај, ако јас немам муабет со тој човек, ако се понаша арогантно некаде, пример да излеземе на вечера и грозно се понаша према луѓето околу нас, џабе сексот. Џабе му е све. Така. Да. Мора да не е сексот пресуден. Задоволството е минливо. Не е сексот пресуден. Значи интелектот е пресуден, енергија. Да, енергијата и разговорот. Кај мене. Така може да тоа освои. И Зависи колку зборува и какви глупости зборува. ај се да видиме колку успеваат или не успеваат да тоа освојат. Може да видиме? Ајде. Ајде да видиме. А ќе го гледаме тоа? Ќе го гледа, па да видиме. Ајде. Како би виделе поинаку. Ајде. Марија Луиса Тодоровска може би се уште е сингл, ама затоа има добра утеха. Пеачката и по 7 и кусур години е најубава бивша. Марија Луиса Тодоровска е обратно пропорционална. Колку повеќе и напредува кариерата, толку помалку и оди во љубовта. Така барем одамна самата вика. Оне што се нарекува минливост низ животот, пијана вечер, блиц авантура или редовна швалерска тура, ако таква постои, не се брои. Вистинската љубовна врска, што би рекле сериозна, на подолги патеки, љубов од која застанува здивот, засега отсуствува во незиниот емотивен живот. Се што е на пат да стане такво нешто, завршува на љубовно буниште.
во категоријата на бивши. Затоа и неслучајно во една пригода пеачката си кажа дека момчињата ја доживуваат како Бидермаер, неа ќе ја фатат, ама друга ќе оженат, а Марија Луиса повторно останува сингл и бивша. И така тоа со години. Сингл уште од девојче, од 2018-та па се до 2024-та. Состојбата иста, само што и се менува знаката. Од обичен сингл до сингл Ultra Pro Max. Годинава здравје, ако остане вака, станува сингл премиум. Арно ама, затоа битолчанката е премиум уште одамна во една друга работа, кога се во прашање бившите љубови. Затоа и нема зошто да биде разочарана. Марија Луиса Тодоровска можеби се уште е сингл, ама затоа има добра утеха. Пеачката и по 7 години на поранешните се уште име најубавата бивша. А бившите најмногу се паметат по две работи. По убавината, како што вели Марија, и по добриот секс. Па сега ти види дали и кому си му мис екс. Ова титула ја носиш мис екс. Битно сум најубава бивша. Не, тоа дека е битно и најбитно. Уште стоиме на таа? Да, уште стојам на тоа. У таа фаза сме? Да, у таа фаза. Значи година премиум ќе биде. Не, и не планирам. Не? Како стареам од година во година, не планирам. Се помалци имам волја да бидам со некој. Зашо така ти траат со... Си го имам тоше, супер. Абе, тоше за тоше, ама треба некој што може секој ќоше. Не, викаат, не знам кај го има вслушното тој муабет, као ако не се заебеш на 20 некоја да се омажиш, секоја година ќе ти биде потешка. И стварно е тоа така. Мене ми е потешко дичко, мислам не да се најдам, него да си фатам. Не можам сега јас да се замарам, да барам дечко, па да се запознавам со него, па да се запознавам со неговите, па да го раскажувам, чекај, па да го раскажувам минатото. Па ајде све од почеток, па дали ќе ме сака мајка му, нема да ме сака или не знам што. Значи, тоа е голема процедура. Јас толку време немам. Реално, немам време за тоа, така да. Супер ми. Отиде животот во објаснување која сум, што сум, која сум била, дали ќе ме сакала мајка му и не знам што. Супер ми вака. Тешко е. Вака на тоше ништо не му објаснувам. Така е, знам. Ова е сем батерии кои треба му се сменат. Или наполнење. Не на батерија, не, струја. Сакам друго да ти кажам. Тешко е како да кажам да бидеш во врска со естрадна пеачка. Веројатно е тешко е. Имаат како да кажам предрасуди луѓето. Па луѓето си имаат предрасуди, али не зборам за момчињата, за овие кандидати. Добро, има и луѓе кои немаат предрасуди. Кои се спремни, пример, да апсолутно на све со тебе, али ама на колку време? На една вечер, 2, 3, 5, 7 или на какви стази со други зборови? Има и луѓе кои се спремни на долги стази, само што пак ќе ти кажам, јас сум таа која не трпам. Значи, како чекаш принцот, така? Не го чекам. Или има веќе принц, само чека да му даеш сигнал нити има принц, нити го чекам. Па викаш има луѓе кои се спремни на долги стази. Има кои ми се удвараат. Нормално дека јас сум пример од четврток до недела на работа и јас секоја вечер мене најмалце по 10 мажи ми се удвараат. Али едноставно не сум спремна. Не сум спремна. Не сакам. Добро, знаеш како... Може би тоа ќе се дојде само. Некогаш. Луѓето без, како да кажам, односи меѓу половите зараѓуваат. Има ли part-time lover, што се вика она? Повремени љубовници. Не. Ни тоа. Посебно сега, како бев турбо со работа, сега одмарам од таа работа. Сега за сега не. Која ќе има, сите јавно ќе да знаат. Која ќе има нешто, значи, одма прва ќе се пофалам на Инстаграм. Добро, се ова стои, јас се согласувам со тебе дека јас сум се женал на доста години и знам што значи
кога ќе загазиш во годините, па ти е се потешко да најдеш некоја сродна душа. Кога размислуваш за себе, нели ти е страв дека биолошкиот часовник отчукува. Не знам, утре може треба да видиш, сакаш, некеш, не знам, родител и така. Сакам да бидам мајка, да. Да. Не ти е страв дека Сакав да бидам- дека летаат годините, дека чука саатот? Порано сакав да бидам многу млада мајка. Али Не си престарена за да али бидеш таа, млада па мајка. сакам да кажам, ајде, пример внука ми, с нами ја родила внука ми на 19 години, 20. И сега они се како другарки. Сакав така да бидам млада мајка, не ми се оствари таа желба. Сега ако не се најде некој да се омажам и да имам нормален брак, нормална фамилија, тоа дете да расти со нормални родители, тогаш би си направила сама дете. Има се, знаеш Да. како медицината Зошто е не? напредна, Ништо, апсолутно ништо нема му фали на тоа дете. има како се Јас вика, љубов би му дала и како мајка и како татко и буквално нема ништо да му фали. Сум размислувала и на таа тема. Мислам, повеќе идам на таа тема него ли да се омажам и да најдам некој нормален и стабилен кој би можел да ме прати. Добро, не, А мажите, морам да се изразам малце да грубо. станам да си одам. Мажите во принцип се пички. Овој карактерно, само да не се Да, разберем. карактерно, да. Да не се- Да, и се плашат да бидат со јака жена која е добро ситуирана, која заработува доста добро. Ама кој јака жената, јак мажот, знаеш како два остри камења, Не, тука тоа би функционирало многу повеќе. да? Да. Мислиш Пошто дека- тука нема надпревар меѓу нив. Мгм. А сега јас да бидам со некој, не знам, додуша секој сум била со мажи кои се послаби од мене. И секогаш тие мажи све било супер и после тоа сакаат да бидат јас. Аха. Значи кој ќе го преземе приматот Да, во врската? сакаат да го имаат мојот живот, моето заработување и онма тука веќе почнува да се натега со мене. Па добро, ама ако му се И наметнуваш, така. па од друга страна му покажуваш колку си ти над него, тоа боли веројатно. Па, ако не се покажам, onda... Не сум се покажувала секогаш, али да, мажите се во суштина пички. Не можат да бидат со јака жена. Да, да. Да. Јас за себе мислам дека сум... Ти Не кога мислам. не се сега генерализираш работиве. Не, пак ќе кажам, не кажувам за сите мажи, има мажи кои добре, се стварно... огради. Да, да. Фала. Пак да не ме Благодарам разберат, многу. да не ме разберат лошо, има мажи кои се Многу да не се почувствувам вагинално. Мислам карактер. кои се стварно можат да се носат со тоа. Али и исто има и кај нас повеќе леле што ќе каже комшијата, јас ако бидам со пејачка. Да. Да, има и такви, има некој мама што ќе каже дома. Па добро, да. Мама, според веќе бил. да, има и, значи сум имала проблеми со свекрвите. Не студените свекрви. Да. Све крива, ама снаата, не? Да. Добро, и овој И тоа ќе си останам сама. не би рекол дека ќе останеш сама и не ти го посакувам. Мислам, супер ми е. ама Тоа е како да кажам, ако е последна алтернатива, онда изборот е твој. Ваков или таков, дете на овој или на оној начин, на крајот на краиштата секој е одлучува за својот живот. Како за крај, време е да завршиме. Кажи ми, она што сега излезе последнава песна и така натаму, планираш ли да тераш кариерата на тој начин или мислиш дека нема многу фајде од авторски песни издавање, не ти помагаат во тоа колку имаш поголем број на настапи, не знам, ти расте цената на настапи. Искрено ти кажам, нема... Работата ми е исто. Настапите ми се исти. Цената е таа која ќе ја дадеш ти. Нема некоја фајда, али сакам да снимам, да имам нешто... Да остане за тебе. Може би, не знам, после 20 години, 30, може би тогаш ќе стане хит. Од кај да знаеш колку песни се вратиле сега. Али доста добро ми доста добри прегледи имаат каверите, пример. Оние кои ги Да, пееш тие песни. кои сум ги препеал. Добро. Али сепак ќе продолжам да снимам свој. Сакам да снимам свој. Сакам сега да снимам балада.
некоја добра балада, која ќе биде, мислам, песната Порок, цел текст Бока Борче Димитриев го напишал, после тоа ми раскажуваше како дошол до идеја на текстот. Го напишал тоа пошто Бока работи заедно со мене, заедно имаме настапи кои ги Јас сакам работиме. Драган да го прашам за спотот, како дојде идеја со тоа лепенките, ама добро. Драган мислам дека има многу голема мака со мене, али многу ме почитува, многу ме сака, стварно со години работам со тој човек и Кој не би ако треба така да слика. не само за тоа, значи Драган е невероватен професионалец во својата Тоа работа. не е спорно. Значи невероватен Го знам човекот, професионалец. сме соработували. Да, и е пред се е многу добар човек. И тоа јас е. само пред Драган можам да се соблечам и да застанам да ме слика. Пред никој друг. Пред други не можам. Сега да треба да снимам спот со некој друг или не знам или фотосесија, јас не би можела. Пред Драган можам. Со Драган ја имам таа врска која премногу сме блиски, премногу. Значи и приватно ние сме многу добри пријатели пред се. Многу добри пријатели. А Борче песната ја напишал по он мене што слушал муабети као да ме дај Луиса ти ме сниме дечко, не ми треба тој проблем. Не сакам јас такви работи. Порок, не сакам некој нов порок. Доволно ми овие што ги имам. Ако продолжам вака, јас ќе банкротирам. И некои такви, значи тие некои... Значи сите твои фрази ги испакувал во Да, сакаш исто има момент ми пише што правиш? Викам еве пијам кафе. Сега ми вика у еден ноќе. Викам па што ме везе? Пијам кафе. Следниот ден јас по плането ручам и ставам стори како пијам вино. И он во текстот убацува пијам кафе на полноќ, вино на пладне. Пладне. Све тоа текстот е Личен, многу да, личен. да, многу личен, многу. И бев воодушевена од како сето тоа го скоцкал. Животот на Марија Луиса. Да, како све скоцкал, бев стварно воодушевен од тоа. И многу ми се свигаше песната и Драган го направи аранжманот. Стварно невероvatен. Сите не мислат така, ама тоа е нивни Па, проблем. то не ме интересира нивното мислење, пак ќе кажам, за мене песната е немам збор. А мене беше задоволство да разговарам со дама која остава впечаток не само на социјалните Тоа мрежи, ми е во мило, кафеаните и како се вели и на спотовите туку и вака кога ќе ти дојде во живо емисија и ти благодарам Имам што добра беше енергија, нели? Ништо лично. Дали имам добра енергија? Енергијата ти е одлична, не знам со размената како ќе функционираме, ама се надевам дека добро Па, функционираме. да ти кажам, ми одеше со тебе муабетот. Добар човек си. Се гледа дека може да се разговара со тебе. Малце ме нервираш некогаш така, кога ќе ме чачни со нешто по порталите, ама ајде. Морам да те прекинам. чачкам, за да излезе сето тоа од тебе. Таа негатива, што има? Негативната за да останеш позитивна. Не ти замерам. Ти благодарам и тебе. Драги мои, Марија Луиса Тодоровска во Ништо лично. Се надевам дека дознавте тоа што требаше да го дознаете, тоа што не го знаевте исто така, а она што веќе го знаевте, го потврдивме или разглобивме на начин од прва рака од нејзина уста, што велат во ваши уши, а Бога ми во ваши очи. Видете, така се гледаме за 7 дена со нови гости. Ве сака вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Чао.